Во последните 3 години има околу 2000 новозапишани жени фармерки, или во единствениот регистар на земјоделски стопанства секоја година се запишувале по плюс 700 жени од руралните средини кои стануваат носители на мали семејни бизниси, велат од Министерството. Наменета за доработка и преработка на примерни земјоделски производи, како и за набавка на опрема, за директна маркетинг на фарма, така да во 2019 година повикот беше објавен на кој аплицираа 403 жени. Реализацијата ни донесе потврда дека преку создавањето на поволни услови наменети токму за нив, со помош од државата и грантот до 3000 евра, сега се во можност да започнат сопствени бизниси, да работат и делуваат во средини каде што живеат и она што нив им е секојдневна активност, да добијат рамка на мал бизнис и да го стимулираат женското предприемаштво. Флексибилните правилници за растително и за сточарско производство треба да им помогнат на жените земјоделки да се охрабрат во продажбата на домашни производи. Преку мерката Рурална жена, земјоделките може да добијат до 3000 евра неповратна помош. Тоа е уште еден индикатор дека се менува свеста и кај жените и во домаќинствата од руралните средини. Благодарение на мерката, сведоци сме дека сме потикнале промена на сопственичка структура. Сето ова значи дека со новите политики влијаеме на многу нивоа и придонесуваме жените од руралните средини да го добијат вистинското место во општеството. Нашата следна цел е висината на грантот да биде зголемена. Важен аспект во создавањето позитивна клима за развој на малите бизниси во производството на храна е да се отстранат административните и законските бариери кои го ограничуваат нивниот раст. На европско ниво, според економската големина, многу малите фирми до 8000 евра годишен обрт сочинуваат повеќе од 2/3 или скоро 70% од сите фарми во членките на Европската унија. Во Македонија, овој просек е многу понизок.